Бесаме мучо убаво неразнежни овде во студиото, а верувам и вас, почитувани гледачи пред малите екрани, членовите на Four Strings. Добро утро, добре ни дојдовте и ви благодариме за ова убава numera која што ни отсвиривте. Добро утро, благодариме на поканата. Така, по повод 5-тиот роден ден, јубилејот на ранен ден, сакавме да бидете и вие дел од ова наше роденденско издание. Ни фали само уште еден член. Овде се значи Олгица, Александар и Љупка. Од оправдани причини со нас не е Алберта, така. Да. Постоите веќе 2 години, постојано континуирано со настапи, назначени манифестации. Да, посебно овој период, значи летниот, имавме доста ангажмани. Значи си останува тоа град Скопје, како што рековме во минатата емисија кога бевме гости. Имаме и други наши приватни свирки, значи на разни изложби свириме. Сега свиравме на Сајам на жена. Потоа на доручекот на Камени мост што беше сега пред некое време. И така, значи постојано имаме. Во текот на летниот период бевте во градскиот трговски центар. Какви беа впечатоците, интересот кај случајните минувачи? Па ние сме стварно презадоволни. Бевме малце така не сигурни дали ќе не прифатат, но стварно видовме дека менталитетот кај нас и не е баш толку паднат како што така, луѓето ја сакаат таа музика, само треба да им ја доближиме. Ова е навистина еден убав начин да се доближи токму до нив. Плановите за во овој предстоен период какви ли се? Па сега планираме до пролета, март-април да снимиме CD. Се подготвуваме полека, напорно работиме, па ќе видиме. Планираме исто наш рецитал со класична музика да спремиме, па ќе видиме што ќе испадне. Навистина убаво. Плановите ги има, да очекуваме само да се реализираат. Рано да ни понатаму заедно со вас, секогаш кога ќе има повторно нешто ново од вас или пак кога ќе посакаме да имаме една ваква пријатна атмосфера, ќе бидете овде со нас заедно во студиото. Ви благодарам уште еднаш. Продолжуваме ние понатаму во стилот на 5-тиот роден ден. Честитките од оние наши пријатели, оние кои што биле дел од утринската програма.